Наредните минути се резервирани и за првото гостување утринава. Токму така на тема заедничко домување често значи и заеднички проблеми, од нефункционални управители до недоволна грижа за заедничките простори и несогласување меѓу станарите. Меѓутоа, со измените на Законот за домување од минатиот август правилата се менуваат, се воведува поголема контрола врз фирмите управители, построги услови за нивно работење, но и механизми за подобра заштита на станарите. Што конкретно носат овие нови решенија? Утрово на оваа тема разговараме со Никола Затуровски, председател на Регулаторната комисија за домување. Добро утро и добро ни дојдовте. Благодарам за можноста и просторот отстапен на вашата телевизија за да можеме да ја споделиме токму ова комплексна тема и да ги запознаеме граѓаните и да ги слушнеме врските управителите што ги имаат за оваа тема. Еве за почеток ќе почнеме. Што беа клучните причини за измените на Законот за домување и кои се практично најважните промени што ги носи? Споменавте вие веќе дека 2025 година август месец беше месецот кога беше донесен Законот за измени и дополнување на Законот за домување. Од еден аспект и она што вие го имавте во самата најава беше потребата да се надминат надоложените слабости кои што ги имаат граѓаните во поглед на колективното домување, а секако и да се стават во одредена правна рамка сите оние механизми кои што треба управителите да ги почитуваат и сите членители кои што се вклучени во процесот на домување. Во однос на фирмите управители, кои се стандардите кои што треба да ги исполнуваат, односно како стекнуваат лиценца? Така. Правните субјекти пред се мора да бидат регистрирани уредно и да бидат активни правни субјекти во Централен регистар на Република Македонија, а секако согласно Законот за домување се пропишани одредени стандарди кои што мора да бидат исполнети. Еве ќе цитирам неколку од нив, ќе ги цитирам сите од нив што се треба да има за овластена фирма да биде управител на заеднички делови во една стамбена зграда. Покрај тоа што треба да е регистрирана, мора да има паричен влог од 5000 евра, значи потенцирам дека влогот мора да биде паричен. Понатамо во поглед на вработените мора да има минимум 3 вработени лица, од кои што едно од тие лица мора да биде со високо образование, а другите 2 лица може да бидат со пониско образование од типот на полно или скратено работно време. Морам да потенцирам дека лицето кое што е со високо образование мора да поседува и потврда која што ја издава Регулаторната комисија за домување за совладана обука за управување со стамбени згради. Понатаму, она што треба да се потенцира во целата таа работа е дека истото тоа лице мора да биде со Законот за заштита на лични податоци и овластено лице за заштита на тие, офицер за заштита на тие лични податоци. Доколку фирмата управителот управува на одредена територија каде што е седиштето, мора да има канцеларија отворена со работно време кое што е пропишано на нивните простори за прием на странки. А доколку фирмата управител која што ќе се стекне со лиценца буквално сака да оперира во друга општина, тогаш задолжително да отвори тамо канцеларија со точно пропишано работно време за граѓаните да имаат можност да доставуваат жалби, поплаки и се што друго им е потребно. И сега што се менува во однос на контролата врз нивната работа? Кој врши надзор и колку практично се врши често таа контрола? Така, убаво е прашањето. Реално можам да потенцирам дека контролата е значително засилена. Согласно одредбите од Законот за домување, овластени лица за вршење на надзор над Законот за домување се општинските инспектори за домување, кои што се во состав на локалните самоуправи, тоест на општините или општините на градот Скопје. Ние како Регулаторна комисија за домување немаме инспекциски служби, сето тоа да можеме да го процесираме во поглед на пропустите што граѓаните ги доставуваат кај нас како Регулаторна комисија за домување. Но доколку општината нема своји овластени инспектори за домување, тогаш градоначалникот може или раководителот на тој инспекцијски сектор може да преземе инспектор од државниот комунален инспекторат за да може да ги сработи работите доколку нема такво лице во општината. Но сакам еве пошто веќе ја отвараме таа тема да потенцирам дека на ниво на општина гравитираат работат околу 20 инспектори за
домување. А ако земеме во факт дека на наша територија отприлика се од 80, ако не се лажам, општини, од кои што голем дел морам да потенцирам дека си од рурален карактер, од причина што нема колективно домување и тамо, да бидам искрен, нема ни потреба градоначалниците да назначуваат инспектори за домување, ќе сватиме дека за успешна контрола имаме недостиг на инспектори. Од таа причина, по нашите сознанија се и десетина кои што во моментов се под менторство и за брзо време нив би ги очекувале да можеме да ги користиме и градоначалниците да ги користат во своите општини за надзор над работата на Законот за домување. Еве, кога ги отворам тие теми, би ги замолил градоначалниците, а и се обврзани согласно новиот закон и одредбите на Законот за домување, во рок од 1 година да тие да мораат да назначат свој инспектор за домување, посебно во урбаните средини. Недозволиво е, еве потенцирам, најголемата урбана средина во државата да нема во моментов инспектор за домување, а да бидам искрен, од таа општина ни потегнуваат најголемите проблеми и поплаки кои што ги имат граѓаните. Што се однесува до прекршоците, ќе ни кажете што покажуваат самите податоци, кои се најчестите прекршоци и под кои услови една агенција всушност ја губи лиценцата? Видете, губењето на лиценца може да биде одземена по различни основи. Регулаторната комисија за домување согласно своите надлежности кои што произлегуваат од членот 109 став 1 точка 10, ако не се лажам, од Законот за домување, е овластена да врши вонредни и редовни периодични контроли над работата на управителите во Републиката. Но истовремено би го потенцирал и правилникот за начинот на доделување, одземање и продолжување на лиценци кои што е донесен од матичното наше министерство, Министерството за транспорт, каде што ние како регулаторна комисија за домување, за да пристапиме кон процесот на одземање на лиценца, мораме да имаме усогласеност со тие кои што ја спровеле контролата на терен, а повторно потенцирам тие се инспекторите за домување или пак инспекторите од државниот комунален инспекторат, доколку нема инспектор за домување. Затоа ние сме нераскинлив дел во целата таа работа, онолку колку што ќе сработаат инспекторите, ние сето тоа би го потврдиле. Но тоа не значи дека ние немаме овластување во поглед на директно одземање на лиценца. Еве, потенцирам дека овој состав на регулаторна комисија за домување функционира некаде од назначен беше од Собранието на Република Македонија на 25 февруар, ако не се лажам сега со датумите, и еве и во 10 часот денес после овој ваш разговор имам веќе и закажено седница, мислам дека е 9-та или 10-та седница на дневен ред во овој состав на регулаторната комисија. Сакам да потенцирам дека нашите ингеренции во поглед на одземањето на лиценцата се пропишани токму и во тој член кој што пред малку го напоменав, каде што ние согласно редовни или пак вонредни контроли кон управителите, а кои што ги правиме минимум два пати годишно, тоа не значи дека немаме вонредна контрола. На мој насоки и на насоки на регулаторна комисија за домување дадов наредба да се изврши вонредна контрола на управителите и констатиравме дека 4 правни субјекти на ниво на држава не ги исполнуваат условите согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за домување. Ние како комисија бевме приморани да ги одземаме тие лиценци и со тие буквално управители во овој момент не вршат услуги од нивната дејност која што им е пропишана согласно законот. Веројатно, едно од поважните прашања е со какви механизми станарите ќе бидат заштитени повеќе отколку претходно во односно според новите законски решенија? Видете, законот дава широка можност. Она што најпрво јас лично како председател на регулаторна комисија за домување би ги упатил граѓаните првично кога потпишуваат договор за управувачки услуги, првично да видат што потпишуваат. Тоа е најважно.
покрај изборот на фирма на управител и така натаму сите тие процедури од кои ќе се спроведат да видат за што потпишуваат. Управителот понатаму е должен тој кој што ќе управува стамбената зграда, заедничките делови на стамбената зграда, е должен да доставува редовни финансиски извештаи на месечно ниво, на годишно ниво, да ги запознава станарите со неговата работа и така натаму.